Има една позната српска крилатица, вели: "Нисам гинеколог, али волим да погледам." Под оваа српска крилатица се намножија така наречени доктори во оваа наша козоебина, со дипломи од Мала Речица, Црн Мерко Дрим, Тетовски, Шутка универзитет, не е битно, што студирале, нели, за време на опсада, се преварант до преварант, плюс Хохштаплер, кој знае од каде, типови кои преправаат оценки, у индекс, имаше еден така, го открија судија, замислете, бе, си го земал индексот и со коректор си ги бришал тие лошите оценки, си пишал нови. Судија, бе. Предпоставувате од каја партија, да не кажам, излишно е веќе да кажам. Значи, тие луѓе немале ни поим каде студирале, што студирале. Битно имаат некое пусулче, фалшно пусулче, дека се доктори, суди, ова, она. Се бараат гинеколози кои женски полов орган виделе само на Pornhub или на X-видео, а треба да лечат сериозно болни пациентки кои си имаат големи маки. Треба да лечат од рак на матка, кој е меѓу најсмртоносните канцери. И веројатно ќе лечат како вие од онкологија, ама кога ќе засера дебело, веројатно повторно со златното ќе ги спаси некоја политичка партија, затоа што нашиве животи не вредат. Поголеми се шансите да цркнеш од наш квази доктор, отколку да те претепа амерички полицаец по грешка, нели дека си се сунчал премногу. Згоре на тоа, системот на Северџаниве предвидел дека докторите гинеколози не ги бираме од најдобрите студенти кои изгинале учејки, туку ги бираме строго по етнички клуч, патот до успехот. Не е битно колку знаеш, битно етнички какви гени носиш од тебе. Ако си албанец или турчин, тогаш си стручњак за полови органи, и ако не знаеш никаде е северен, а камали јужен пол. За женски и машки упа уште потешко. Најважно е гинекологот да биде албанец денес. Не е толку важно дали на време ќе ви диагностицира рак на матка. Еден органи вадел на родилка, а требал само гинеколошки прегледа и прави, шо има везе, бе. Досадно му било, направил преглед, што направил, дај се, си рекол, дај да видам што има под овој орган. Овој орган е на погрешно место, бе, шо ствари не и треба овој орган, шо ки овој вишак е овој орган, веќе го извади, вади, вади тоа. Судија, од друга страна, си правил, нели, како што реков, пиши бриши на оценките од високо рангираниот универзитет во Тетово. Не колку знае кој факултет го завршил, каде бил приправник, кај кој професори учел, кои му се оценките, туку е најважно да си албанец, бе. Титула албанец, квоти, рамковни. Етникумот пред образованието и квалитетот, чист апартхејд, чист. И така. Во камено време имало повеќе ред и морал, бе. А може... Знаете што ми текна? Па може и подобро да се поделиме, бе, мајко. Секој кај своите. Мислам, извинете, вака ја само прашувам. Па доста се лажеме, бе. Со живото, она буда од лабуда, бе. Заедно ние, правна држава, не можеме да направиме. Не може. Не велам дека ние македонците сме подобри, ама дај бе да пробаме. Една година само едните нека бодат држава, друга година другите. Кој е подобар, ќе си пружиме рака и подобриот нека земе се. Оти вака, како до сега, не е нарна. Вака озаконуваме апартхејд, противуставно делување, неред. Создаваме услови за вистинска меѓуетничка војна. Еден ден, наскоро, во вашите кина.
Непочитувани странски амбасадори и кале. Абе, шо не направивте во изминативе 30 години? Не урнисавте земјата, бе. Која единствена со Словенија според Бадентер по распадот на Југославија исполнуваше услови да биде држава. Вашите интереси, вашата колонијална политика прво ја униште Југославија, по која сега немаме потреба да плачеме било некогаш. Ама кажувам факти, дека беше држава која многу пред Европската Унија беше Европска Унија. За потоа да ги признавате и форсирате државите кои беа фалични, како еден наш сосед, а за оваа држава да измислувате се разни услови спротивни на меѓународното право. Секако продолжеток на вашите политики од пред Првата светска војна. Земјава да ја нема, народот и јазикот да не постоја, територијата да ја подарите на околните држави. Зошто? Затоа што се плашите од македонството. Се плашите од првиот и оригинален глобализаторски концепт кој признава и вери и нации иако се победени, ги прима и инклузира нивните обичаи и создавате една голема култура. Тоа е тоа. Се плашите од македонската култура, од македонското битие, од македонскиот јазик кој е меѓу најстарите во светот, затоа со примена на сила и тројански коњи го одземате и елиминирате. Ама јалнаш сте бе, многу ќе се заебете. Па другари, дик, па преку дик. Или што би рекле ние македонците, мој па преку мој. Епа, тука ни се качивте. Преку Стојко Вранковиќ од вас. Доста ни од вашето паламудење, сменете ова, сменете она, сменете ги гаќите, наопаку сте ги облекле, Европа бара ова, Европа бара она. Лап лап лап, лап лап лап, лап 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 лап, лап 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 лап, Евростап. Не бара таа ништо, бе. Само купува време. А додека купува време ни инсталира 15% малцинство за апсолутен владател на држава и создава трета албанска држава на Балкан. Може и четврта со она нели од Црна Гора, ама да не збориме за тоа. Дозволува да крадат, да корумпираат, да загадуваат, да ни ги продаваат интересите, јазикот, нацијата, народот, името, се за да се удоволи на плановите за снемување на оваа држава. Тие ве слушаат, а вие ги поддржувате во сите нецивилизацијски проекти кои ги спроведуваат кон овој домицилен и мнозински народ. Македонија е создадена за македонците, како што Србија е создадена за србите, Хрватска за хрватите, впрочем и Албанија за албанците. И баш и Панко Брашнар во својот манифест за Асном напиша: ова е остварување на вековниот сон на македонскиот народ да има своја македонска држава, што беше нели во склоп на Југославија, но беше македонска. Да, не господа од Европа и калето, мој па преку мој. Ова што го направивте не можеше ни Опенхајмер да го создаде. Таткото на атомската бомба, ако некој не чул кој е Опенхајмер. Му опрам и на Опенхајмер, што е измисли атомската бомба. Вие создадовте атомска бомба на Балканот со невидена моќ. Толку не огнетовте како народ и култура со промена на името, со тргање на се македонско, со помош на вашите квиснизи, и толку не забивте во тесен простор, што меѓу народот врие, гневот се собира во душата на секој македонец, но и на македонските граѓани, и расте како атомско јадро со секоја неправда и криминал што ќе го направи дуи нивните партиски орди инсталирани во секоја пора од македонскиот живот. И немојте многу да јадете кромит. Драчевски кромит, тој крупниот Комадинава. Не се тие орди. Тоест, не се тие орди таму влезени демократски со конкурс, со оглас како најдобри, туку подмолно со наредба од партија, со секој тепач рекетар кој го гледаме на црните хроники секој ден и кој си оди дома неказнет, од земјава си заминуваат илјадници млади заради таквите. Но, не господа од Европа и кале, вие тоа го сакате, заедно со вашите слуги од СДС, чија обмилена класична композиција е лап-лап-лап, 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 Евростап, лап-лап-лап, лап-лап-лап, лап-лап-лап.
Сакате да ги избаракате македонците, да можете да населите овде афганистанци, сирици, палестинци тука. Истите кои ги ојадивте и ги уништивте до коска со вашите политики, што им ги опустошивте државите, тоа ви е вас големиот план. Која е Европа, кој преговори, кој е членство, па на секој нормален од страна му јасно како бел ден дека вашата расипана политика никогаш нема да ги внесе Албанија и Македонија, а Србија само ако го признае Косово би можела нели да влезе. Бидејќи Русија, многу бе добро Русија, ао Русија како ве напучи, ао Путин како јако ве напучи, со анексијата нели на делови од Украина. Ама си го баравте, затоа што 30 години претходно дозволивте некои други да одзимаат територии на некои други држави на Балканот, да ги сецкаат, да ги делат. Тогаш ви беше тоа многу окей, многу забавно. Сакате вие држава, па што сте наше милениче, еве ви држава. Ама чекај, таа е дел од некоја друга држава, правно, формално. Нема врска, еве ви држава. Ама Путин кој ви го напучи, ви дојде малку мука, почнавте вака да ги држите очите да не ви испаднат. Не бидете pussy lovers. Вие не сте pussy lovers, него не бидете чици кои цвикаат од Русија и кажете отворено зошто Македонија и Албанија никогаш нема да бидат во Европската унија? Не дај Боже, па Босна и Херцеговина. Ајде бе, кажете, нека ве слушнат вашите сојузници албанците, кажете им во очи зошто никогаш нема да влезат во ЕУ. Кажете им бе, ви текна, па затоа, за ова што ни го правите нас, само ќе ви го кажеме на овој начин. Нече мочи ове ночи. Кога гневот кај македонецот ќе дојде до коска, никој не гарантира што ќе се случи. И не драпајте многу мадина, не се фолирајте. Ова не е закана, ова е констатација, анализа. Анализа. А вие многу добро тоа го знаете, ама вие ги лажете, нели, вашите властодржци и наредбодавци. Велите се супер во Тачевските Потемникови села, Потемкинови села. Сега ќе ја заебе опозицијата и пак ќе биде премиер, така вика. И ќе дорастури што има да се дорастури. Ама финти како тие со пасошите и личните карти имало и досега, па го јаделе невиен. Историски пробале дузина пати. Не ослепувале, не набивале на кол, пробале срби, грци, бугари, германци, пробале да не стават под свое, ама тешко одело тоа. Мој, па преку мој. Не твој, мој. Кога ќе дојде до гуша, мој, некој ќе го јаде, мој. Така е кај македонците. Како беше на нашата позната песна, хит што беше шарала, сама си го барала. Јас сум Сашо Тасевски, а ова е Преку Тасевски шоу. Ова шоу не се прави да се покажам јас колку сум паметен или колку сум голем патриот. Не треба сам на себе да си се докажувам. Ова шоу се прави за да ни се отварат очите и да се обидеме да ги исправиме, нели, неправдите. Исто така, секој комичар ги кажува работите онакви какви што се, а не завиткани во обланда. Освен оној Зеленски. Драги мои пријатели, како што и се сомневав, една господја македонка ги разоткри нашите пратеници сите заедно околу притисокот да ги смениме пасошите во одвратната Северна. И зошто сите молчат како путка под кошулја? Еве што пишува господјата Драгана Спасевска и еве ги доказите од службен весник. Таа вели: Почитувани македонци, чувствувам огромен револт и тежина за сите неправди кои ни се нанесени на македонците. Оне што го барав, го дознав. Слободно одете на електронското издание на службен весник на Р Македонија и тамо има стари бесплатни изданија. Ке влезете во годината 2021 во месец јуни и ќе го симнете изданието со број 122. Од 43-та страна натака ќе ги видите и прочитате членовите во кои се усвоени и изгласани измените со кои се носи следново.
Патните исправи и возачките дозволи со назив на Република Македонија имаат важност до 12 февруари 2024 година. Како и по дефолт, сите подмолни измени на контроверзни закони оваа лоша власт ги носи во лето. Мене ми беше сомнителен целиот овој молк на сите пратеници од сите политички партии кои имаат пратеници во собранието. Сите имаат одговорност на работното место да читаат закони и предложени измени на законите. Сите имаат задолжение да гласаат измени на законите. Сите, барем во најмала рака, се должни да го известат својот народ за вакви контроверзни измени на закони. Да напоменам, молчат пред својот народ кој ги гласал и ги избрал да бидат таму, да му служат на народот и да ги застапуваат правата на граѓаните. Сите, директно или индиректно, биле учесници во овие измени. Така да, народе мој, ова е донесено во 2021 година. 3 години штама. Нам повеќе не ни требаат глумци и џавкачи од типот на Апасиев, на кој му шлапкате со воскит колку бил храбар, и не само тој, ако почнам да набројувам, до утре ќе пишувам. Добри сцени, ефтини приказни, лаги до срце и коска, зборувам за сите. Собранието го претворија во театар во кој тие глумат, а ние сме публиката која час се смее, час плаче, час си го тинка, ако нема кого да напучи во моментот од нервоза, од бес. И допрва ќе плаче, да ви кажам. За сцени и глума се родени, а за дела се кријат под маса. Колачето го делат сите, ние плачеме и голтаме, зарем бе не ви е јасно дека сме препуштени самите на себе, дека кормилото го држат оние кои сакаат да не потонат ко Титаник? Ние сме срам за сите нас, за себе. Седевме, јадевме, пиевме, спиевме пред тие злодела. Се правевме слепи и глуви, ама да знаете, еден ден кога ќе плачат нашите деца и ќе бараат одговор од нас на прашањето: абе, вие, мамо, тато, бабо, дедо, што правевте, бе, каде бевте, бе, тогаш, бе? Колачето го делат сите, а ние плачеме и голтаме. Тогаш ќе онемете пред нив и ќе го проколнувате денот кога безгрижно нели легачевте на секоја предавство, секоја промена против вашиот интерес додека ви ја распарчуваат татковината. А утре, ајде сите, тепајте се во ред пред МВР, немој случајно да ви текне да преземете нешто. Продолжете да легачите и да трчате пред избори само за гласови. Продолжете да гледате театар и подгответе се за денот кога ќе треба да дадете отчет пред вашите деца и идните поколенија. И немој да плачете кога ќе си одат од овде децата, зашто нив им оставивме измислена земја. Ничија земја. Земја без идентитет и име. Ние сме соучесници, отјонемевме пред злото и пред сите неправди кои ни ги направија. А Христос, некогаш одамна, ни рече: пред злото не се молчи. Маестрално, Господја Спасевска, маестрално. Ама за кого? Уште пред една година има во мојот стендап дел за дечињата на ДУИ кои не го положиле ФИС тестот за контролори на летање, а чекаат вработување. Нивниот директор бараше од данците кои што ја тестираат пола Европа за контролори, пазете, да го повторат тестот, ама само за дечињава од ДУИ. И тука немаше дискриминација, не, никако. И данците нормално одбија, зашто не седат во скутот на ДУИ. Ама шо има врска, еве го ДУИ пак сите си ги вработи, без тестирање, без школо, до душа сите од нив пријавиле дека го гледале Топ Ган првиот дел, на времето уште. За вториот Маверик не ни слушнале до душа. Уште го немало на торен за да го симнат. Не им се давало пари за кино, кога можеле нели да го гледаат пиратски онака. На такви ќе им се доверат животите на илјадници луѓе. И после паднал авион со 200 патници, голем ташак, ќе формираат комисија и крив ќе биде кабелот со кој пилотот го полнел телефонот во кабината, иако таков кабел не постои, како што не постои ни фирма што продава легално петарди, ама во овој девети круг на пеколот, наречен Северна, со екс-терористите од ДУИ, поддржани од калето и издудлани од СДС, се е можно. Па и овој наш хорор. Јас тогаш се заебавав токму на оваа тема, нели,
како што личи на стендапот, дека ако ги вработат, нема пилот што ќе сака да лета на нашево небо, дека патниците во тек на лет, ако разберат дека контролори се од ДУИ без школо, со падобрани ќе скокаат од 9000 метри, или ќе му влезат у кабината на тој пилотот и ќе му речат: брат, аман заман, немој да слеташ у Скопје, подобро слетај во Херсон или Бахмут, само немој у Скопје, таму сме побезбедни Украина ако слеташ. Мислев, нема шанси да ги вработат. Не би ги вработиле ни во Источен Тимор за контролори кога иде цунамито. Ама излезе дека стендапот е секогаш во право и ја кажува нашата ебена реалност. Ги вработија. Нека име со среќа. Сега ќе гледаат во екраните на радарите, мислејќи се дека се на Гран Туризмо и ние ќе јадеме вечна ја памјат. И пак нема да бидат виновни. Партиски слуги од ДУИ никогаш и за ништо не се виновни. Тој или тие слуги од ДУИ се совршени терминатори. Т-800 не уништив. Ништи се. Ја ништи државата, законите, редот по редокот, правилата, буквално се. Сега повеќе не ни вреди ни она, нека ни е Господ на помош. Господ одамна кренал раце од нас. Си ги имате вие СДС, сами си ги гласавте и не мора бе да летате со авион. Имате, кидете со точак, пешки. Ако знаете да пливат, ќе препливате Атлантски океан, овој Пацифик, све. Возете по новите патишта што ви ги изградија, по автопатот Куманово Охрид, овај Кичево Охрид, топ. Ке скокате ова дупка од Скоп, хоп, 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 како кози ке скокате и ке стигнете до Охрид еден ден, после 3 месеци. И така како што велат босанците, јебо матер своју, ги вработија дунстериве без положен испит, и ќе лета некој од овде со авион? Сте се запрашале? Ке имате храброст да слетате во Скопје или Охрид, особено кога е лошо времето, кога е магла, па и на суво, кога е сонце. Што знае бе контролорот ДУИ, што е ветер и магла? Да бе, знае. Тоа е кафана со многу добра скара, ветер и магла, да. Седи доволно, вработен си бе брат, би рекол таче главниот циркузант на овој наш нитро циркус, кај што се гине онака лежерно на спиење. Изненада. Не лажам, спија во автобусите, спија во болницата во Тетово, ке спијат и во авионите. Шансите да слетате здрави ви се 50-50. Може ке слетате, може и не. Мања веча, црвена црна. Ке вежбате на покер апаратите на овие фирмите, шо Артанчо Нежниот им даде лиценци да организираат комар, за да го сузбиете стравот. Мања веча, твоја среќа. Оп, удрив поп, значи ке ми пее вечна ја памјат. Ако мавнеш двојче, тогаш животот ти дал двојка. Пардон, не животот, контролорите на животот. Контрола каже, ко лети, а ко слети на нос. Чутите 20 години на самоволието на ДУИ и нивната така наречена борба за права на албанците. Викате, шо имам ја врска со нив бе? Тие си се тамо у своје тамо атари матари, јас шо ќе се секирам со нив, само што сега ќе плаќате скапа цена со животи. Кога тогаш? Правата си ги добија на зија на вашите права. Со последново вработување на контролориве, конечно ќе го изгубите и правото на живот. И малку ви ја да ви кажам, и си викам, колку треба да ти е докурчено од самоволието на ДУИ, да си исплашен, да дадеш оставка од место шеф на контрола на летање. Кој сака да оди во затвор бе невин, ако некој неписмен од ДУИ, например, сруши авион со 200 патници? Легендата на југословенското цивилно летање, пилот со неколку десетици илјади часови летање пред лифт, вака ми рече, страв ми е сега, вика, да летам, да идем кај синот у Швајцарија, и кога го прашав, чекај бе, викам, како бе, шо ми збориш бе, викам, ти бе, Жоро? Како бе ти е страв да леташ, викам, пилот цел живот, тебе ти е страв да леташ? Ме заебаш! Боже, пази ми, вика, да летам јас, никад више, а ако треба пешки кидам до Швајцарија, ќе го препливам и Ла-Манш ако треба за во Лондон, ако сакам додам на мои години. Ама со овие што не знаат што е летечки коридор со координати, прашање на време е кога на исто место ќе се најдат два авиони на иста висина на ова. Да, мој народе, мои македонци, албанци и други овци, сваќате ли со ќутење до каде дојдовме? А вие што патувате далеку пред секој лет, прашајте се во чии раце се вашите мили животи. Може некој продавач на петарди ви е контролор, не се знае.
Може некој до вчера што точел боза, што правил тулумби, може и тој да е контролор. Ке летите наместо нагоре, има да летите на кров, и тоа со фактура. Мислам со фрактура. Мислам со многу фрактури. Ако уопште ве најдат негде. Скокате ко мур у рана зора. Ви скокнал рейтингот. Таче пак ке правел влада во 2024 година. Победувате сигурно. Цивил и таквите ко Цивил пишуваат победнички бајки за вас. Ко бесправно унапредена полицајка славите во еуфорија со кренати раце. Победувате. Јачи сте од судбине. Хој нон. Ќе лапнете макарон. Не џабе за таквите старите рекле, пушти ги бе, си прават бајрам со умот. Си го вртат у рингишпил паметот. Боледувате од најстрашната болест на секоја власт која забегала комплетно. Нарцисоидно слепило. Месечарење најаве. И диоптерот башка не ви чини. Не успевате од скапите цвикери за сонце да ги видите ојадените и осиромашени граѓани кои плачат, угнетени под судството, извршителите неправдата и криминалот. Ама, види чудо, нивниот глас да се броел, а не гласот договорен од оџите, не гласот од калето, не гласот на рекетарите кои уништија 6000 фирми за една година и отпуштија 12.000 луѓе за со местење тендери. Се броел гласот на обичниот граѓанин, велите. Истиот тој граѓанин кого го излажавте 7 милиарди пати за 7 години. И не беше само излажан, туку и умираше по болници, во сиромаштија, без лечење, во оган, во сообраќајки на онкологија. Неговата фискална е огромна и не се скенира. Таа мора да ја платите, господа хохштаплери, а народ се уште има многу. Не успеавте целиот да го избркате. Запамтете го ова. Сега, па до изборите. Саши и Грујо ко беа во најјаката, најнарцисоидната фаза на власт, не ги мразевте толку, не ги мразевме толку колку вас што ве мразиме бе. Ние обичниве, овие неутралниве. Оние што излегуваат на избори само за да гласаат одинаат против оние кои се на власт, а забегале. Омразата кон вас таче што ја гаи секој македонец е како никогаш до сега. Кон било кој што владеел. За се што ни направивте. Лично, на секој од нас. Толку сте бе ќори ова да не го видите. Не го гледате ова што ви го кажувам. Не сте излегле на улица да прошетате, да слушнете што мислат граѓаните за вас. Јас многу се извинувам што не сум ко ние од Цивил и таквите, ко тие од Цивил, па морам вака сега брутално со вас. Ве чека таче изборен масакр, а не победа. Го читам тоа од очите на народот кој го понижувавте 7 години. Да, ама да го прочиташ треба да го погледнеш тој народ во очи, а вие не смеете ни да го погледнете. Пече погледот од народот. Пржи, чеша! Као трипер. Затоа најубавото ќе биде да го фрлите пешкирчето во рингот уште пред изборите. Колку и да е тоа, нели, пешкирски. Ама па вие па, што сте ако не сте ова? Мислам, со ова пешкириве. Затоа без еуфорија. Рацете доле, опашката би ги нозе подвиткана и мукла. Ако случајно ви се пикнет в газ, стиснете зъби. Навикнати сте. Да ве напучи кој стикне. И мукла бе. Во мај доаѓа време за наплата на долгот, а вие ќе платите страотна цена. И не е лошо да си се спремите, да си извадите пасош и лични карти, да си купите вазелин, кондоми, може и лубриканти. Од бесплатните да не се потрошите случајно, да научите наместо не може нам нико ништа да ја пеете неделја и сви сте ту, а мене с вама нема.
Остајте си го Стефче, нека си ја пее. Нема му личи. Комачка со 9 животи е. И никој не може да ве спаси. Ни албанците, ни американците, ни папата, ни тој над папата, никаков трик, со вас е готова како партија. Пуштени сте низ вода, или по скопски, низ водњанска лизгалица. А, таа е заебана. Некој пијан водњанец на Сабајле истурил вода на снегот и сега одвилите на водно, ќе летате право у полициска беко, па после десно на кај Идризово, Идрис Бања на рехабилитација. И како што се слуша по чаршијава, нема да биде како први, тако други, него кидете комплет у меѓуетнички двојазични комбиња. Фатмир брат, и Таче брат, и Зоки Евро, и така натаму, и така наваму. Нема веќе заебанци и црни листи, бели ради, шатровачки финти од калето. You know my friend. Топтам бе, Сургун, Идрис Бања, ке се креира нова скопска доскочица или поговорка на македонски. Што си бе толку тиво кој СДС после избори? Пази, леđa, Мирко! Нафркавте. Што народ ќе бевме у пичку матар? Од која знаеме за себе сите се плашат од нас? Како иначе да ја протолкуваме омразата која имаат кон нас и желбата за асимилација? Народ, еден грст народ и мизерија. 1.300.000 души сме во Македонија, македонци, и еве преку глава уште милиони кусур нека сме по светот. 2 милиона нека сме. 3 милиона луѓе, ама диаспорава не се смета како домаќин што прави белја. Тоа сме ние тука тукашниве. До нас 3 милиони албанци од Албанија, па 2 милиони косовари, читај пак албанци, значи вкупно 5 милиона, па 11 милиони грци од оздола, па 6 милиони бугари и од горе, како шлак на тортата, 8 милиона срби, 30 милиони луѓе со уплав од 1.300.000 македонци. Се права да те снема, не признава јазик, нација, држава, сакаат да ти земат. Абе, те вакви сте биле, те северни, те славо македонци, те јужно срби, те бугари, те лево маде бричено, десно маде зараснато, те десно колено, онаа работа на точак и така натаму. Во состојба се црниот ѓавол убрачен креве да го примат само нас да не унесреќат. И си викаш како и си викаш како нормален македонец. Шо им е бе проблем на луѓево? Шо им е тешко да кажат кој си? Ајде да соработуваме, ајде да се дружиме. Напротив, нон-стоп некоја шизофренија, некоја психичка состојба на подвоени личности кои официјално глумат, а однатре те мразат до коска. И си викаш работава е за стручен надзор, за конзилиум, психијатри. Нормално не може цели народи да испратиш ти на психијатар, ама ај си викаш како тоа функционира на поединци, па да споредиме. Еве, кога имаш проблем со контрола на гневот или со омраз, или едноставно си психопат, сакаш некого да уништиш, да го нема, одиш на психијатар. Или не одиш на психијатар. Не ја зимаш терапијата. Имаш проблем? Имаш кираџи во глава, кираџи. Бубите лазат на секое место, буби, напред, назад, доле, горе, сегде бубите лазат, делириум тременс, нешто, психози. Ама ај да видиме како е кога одиш на психијатар. Ке легнеш на тоа креветот, докторов, тука до тебе ке седне, и ти ке почнеш да си раскажуваш што те нервира, што ти фали, овој ти е мали, што чувствуваш, колку ги мразиш македонците, му кажеш на психијатар, колку ги мразам македонците, само македонците ги мразам поише од жена ми, да. И докторов ке те праша, а да не ти направиле бе нешто тие македонците, кога си бил мал, уште во развој, во пубертет, да не те напучиле овие македонци, бе, толку што ги мразиш, а? И ти ќе му речеш на психијатрот, кого бе да го напучиле мене? Да, тебе.
да не те напучиле македонци, колко што ги мразиш многу. Се оти сите фрустрации се нели од детството, ако си бил напаствуван, дај кажи си злоупотребуван, кажи си повреден како дете, или посесивен на мајка ти или татко ти, па тамо ти се може денешни фрустрации, може би не те напучиле македонци, бе. Туку татко ти, мајка ти не ти дале да купиш сладолед во лето, кога е најжешко, па фрустрација, траума. Така е барем според Фројд, викаат психијатриве. А овие гешталт психологија па не се многу далеко од тој концепт. И ти сега како грк викаш, ама не ми е бе мене македонецот татко или мајка па да ми е фрустрација од детство. Абе, види, дечки, тебе не ти е, ке ти рече психијатров, ама на твоите предци изгледа им е. Изгледа на овие од околу комшиеве уште им држи ќутекот што го јаделе од аце наш големаш и тоа како народи до ден денес им прави фрустрации, па не може да го пребола 2300 години. Аце, ки знаат како ги напучил, камо го им дошол за валангата, ги пучеле без престан. Абе, око не можеле да... Вака ги држале очите додека ги пучел аце, вака ги држале очите да не им испаднат, вака, ој ги напучи, бамра, овие очи, вака ги држа да не им испаднат, аце, мажиш, Така е, ако народот се третира како единка на психијатар. Значи, народите околу нас влечат фрустрации од кога биле мали народи, а ние не сме биле народ според нив, а според сите сме биле држава, а тие само биле градови држави. Ситно, кикирики, боранија. Јаделе ќутек бе, ко воду купус, аце наш ги искинал ко свиња кеса. И шо е за еден ќутек 2300 години, како велат старите, кој ќе ти дојдам таму, кој ќе те пуштам низ раце, ќе ме паметиш уште 2300 години. Ова е тоа изгледа. Не се сеќаваат бе на тој ќутек и си викаат, дај бе, згази, земи, ограби од кај знаеш, да не се повампират, па после кој ќе се расправа со нив. Нема врска што се помалку. Па Јаце беше со 40.000 војска на Гавгамела, па и меба мајка на 200.000 персици. Чекај малку. А зошто бе иранциве немаат фрустрации со нас? Па нели они највише го јаделе ќутекот од аце. Го јаделе и не бања до душот. Постојат сериозни докази, научни, аргументација, дека може би таче, овој таче. Аце! Ги напучил и иранците у тоа време, кои биле персијанци. Може имаат фрустрации иранциве, ама си ќутат и почитуваат дека некојаш изеле ќутек. И сите што ни се нафрлаат се на нивна црна листа. Нас што ни се нафрлаат, иранциве ги стават на црна листа. Не доживуваат како браќа, како иста крв, исти гени. Што е нормално, ако Аце ги напучил тогаш и нели? Ај сега одете проверете да видите кои народи се на црната листа на овие некогашните персици. Персиците сите околу ги имаат ставено на чекирање, само нас не имаат ставено на нивните црни листи. Па ќе да држи мојава теорија дека добар ќутек држи вода, ама не е работата до тоа. Александар покрај тоа што мавал ќутек, потоа и простувал. Извини, братко, што те напучив вака јако, просте до тие. Па уште бил голем фраер. Кај ги напучил, па после и жените, им ги се женел со нивните жени, да не остане ништо ненапучено. Такви биле македонците во фалангата. Такви биле. Се да може, се ке напучиле. И козите, и магарињата, и кравите, и сите ќе ги напучеле. Папагалите ќе ги напучеле, бе. И тигрите тамо ќе ги напучеле. Не знам. Али имаат тигри, бе, овие тамо во Персија, во Иран. Бемлига.
Значи, се женал со нивните жени на овие што ги победил, нели за да ја поддржи горната теорија на психијаторот, дека ние сме ги направиле. Веројатно тамо ни доаѓа нашава скромност. Знаеме дека цел свет сме го направиле. Дека сите ние сме ги правиле. Сите имаат македонски гени. Да, јапанци, кинези, американци, норвежани, швеѓани, бе. Па тоа се бре, плюкнати македонци, ги плави, високи тоа, плави очи. Македонци, бе! Чисти! Само немам некои докази дека овој нагоре према Скандинавија тргнал со фалангава. Може тоа го кријат скандинавци, може нив ги напучил. Само не го знае тоа историјата, го скриле тие, ги уништиле тие документи дека тамо им влегол во Осло, во Стокхолм, во Хелсинки. Затоа се вика и стокхолмски синдром, ако се сеќавате на она стокхолмски синдром, да, кога тие се заљубували во душматот и во тој што ги окупирал, што дошол, ем ги окупирал, ем ги напучил, овие напучени му кажа, леле, колку сме заљубени, аце, во тебе, во твојава фаланга, вака никој до сега не напучил. Да. Тоа е стокхолмски синдром. Пардон, може да се каже и СДМовски синдром, затоа што сега овие СДС истото го прават со нивниве окупатори и овие нашиве непријатели што нив ги држат за мадината голи бричени. Исто си ги сакаат. Овие сакаат да ги сотрат, овие си ги сакаат. Стокхолмски синдром, класичен. Зашто сите ги напучивме, сите личат на нас, а ние сме најубави, нели? Не мразат, ама ние ги сакаме, бе. Повеќе ги сакаме од нас, би албанците, грците, бугарите и србите. Ги сакаме, бе, од срце ги сакаме. И покрај се тоа што ни прават. До душа, србиве, да ви кажа, малку се сменија кон нас. Ама па, кога ќе се смени некој, да не ме мрази повеќе, ја како македонец, тоа ми е чудно ко србиве, што некако престанаа да не мразат последниве години. И многу така ни се раѓа некој сомнеш, зошто бе повеќе не мразат, ние навикнати сме сите да не мразат. За нас е ненормална ситуација никој да не мрази, некој да не мрази. Не сум навикнат бе некој да ме сака. Тоа е македонски синдром, не стокхолмски. Не сум навикнат некој да ме сака. Што има лошо тоа? Ја душманот да го сакам, тоа е нормално. Па прашање е и родената жена дали ме сака. Родените деца дали ме сакаат, затоа додека не мразат, радувајте се, бе, луѓе, некој ве мрази, зашто уште им држи влагато ќотекот што го јаде од аце наш и што ги напучи пред 2300 години. Кој ќе почна да не сакаат, тогаш треба да ни се запалат црвените сјалички во глава, тогаш сме нафркале. Само еден Господ ќе знае тогаш што е причината што почнале сите да не сакаат. Тоа не е нормална ситуација, македонците, некој да ги сака, особено не соседите. Тие 30 милиона, ние 1.300.000. Се осеќам ко небрусен диамант. Беш ми матер, кој елмаз, де? Сред војна, опустошена, поделена, која има 15 милиони бегалци во ЕУ и светов, која е пред тежок воен пораз, која загуби 23% од територијата кои никогаш нема да ги врати, која уште кој знае што ќе загуби, доби зелено светло за преговори со ЕУ. А ние добивме еден Дик Трейси. Дик Трейси во ладна вода. 8 дел. Ама ние сме навикнати на Дик Трейси. Уствари, ние го лапкаме Дик Трейси. Си го лапкаме Дик Трейси. Трајси. Европа ни го начука Дик Трейси.
Дик Трейси до крај. Немиен. Кој знае по кој пат. И така, СДС кој што смени име на државата, кој што договара со Бугарија по бугарчување на македонскиот јазик и историја. Дик Трейси. Договара промена на име на јазик само за влез во ЕУ. Беа во Брисел, се вратија со купус кисел. Па добро, сега не баш што се вика со празни раце, баба ми викаше кој ќе си ga бара, тој ќе си ga најде. Се вратија со еден поголем компир, очите да ти истечат колку е голем. Многу е голем. Не требаше да спомнам Дик Трейси. Или не беше компир? Абе, битно на... битно на К беше. Јебика. Стариве знаја многу животни мудрости. Нараво учение, не е опозицијата виновна. Таче, туку работата е во тоа што предавниците никој не ги почитува баш заради тоа што се спремни на секое предаство за да остварат цел и да останат на власт. Предавникот на крај е секогаш презрен од неговите работодавачи. Ќурко една американска! Така ти тепам, од мило ти ga викам вака. Повелем срам и дебакал од овој не можевме да доживееме. Таче, после ова треба веднаш да си дадеш оставка. Ама нема да дадеш. Ти не знаеш што е морал и доблес. Ти всушност не си ни политичар, не си бил во кампања, не си имал програма, ти си клон на Заев. Дик Трейси! Тоа е таа струмичко-кумановска врска. Тоа е еба мамата на Македонија, селјаци и селјоци, ама за испомпување пари од државата сте цареви, посебно со косовариве у тандем, и за правење на голема држава, ама не наша. Автопат кон Албанија, 1.300.000 и тунел кон Косово, 200 милиона. Трансферзала криминала. Или трансферзала голема Албанија без Македонија, пардон, северна. Сите од СД заслуживте колективен презир и плукања, меби квиснишки. Вас всушност ве боли патка, се враќате пак на своите плати од 150.000 денари, додека ние ги броиме ситните пари денеска за лебото од 43 денари. Си викате, битен и датум ни преговори, само ние да муземе и да лапаме, она што ќе остане од дуи, нели? Ете ви ја вашата ЕУ превртлива, злобна и лицемерна. Какви реформи, какво судство, какви бакрачи, бе. Таа ЕУ прави како што ќе им кажат сад. Тие се главните ебачи на ситуацијава. Секогаш кога има добра ситуација за Македонија, тие го ебат моментот. Ова е познато од корпоративниот свет што тие го измислија. Тоа се сад, бе. Нашите сојузници што ни го сексаат, мадарфакерот на 30-33 години веќе. Ама вие како познати пуси сингер, само дувате и лижете. Балек пуси, смели пуси, вакви пуси, онакви пусис. И чекате да прсне солениот салеп. Што не ги прашате сега зашто седат на страна и фаќаат сеир додека ЕУ и Бугарија ве тртат каде стигнат. Ги заболе тој диктор. Дик Трейси ги заболе нив за нас. Истиот оној Дик Трейси што го лапнавте у Брисел? Лапни си Дик и Трейси! Влада на Република Северна Козебина. Некој ден министерот за унутрашни органи и одвали една огромна мисла достојна за председателски кандидат на екипата во заминување. Рече одважно: УДБА не постои. Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот: Хој ти, ле. Ова, ој ти, ле,
беше само мал крик на накарадната вистина за нашата полиција и нашите служби во Македонија од 45-та до денес, со посебен осврт во последниве 30 години. Се очекуваше само некој ревносен джандар кој не искача од едно место на министерот да крикне: "Сите сме удба! Удба е нашата судба!" Тоа веќе би било прав слоган на право место, затоа што удба е длабоко вкоренета во сите нас и таа е дел од македонското генетско наследство, а за албанското па и да не спомењам. Не и се, ако за македонецот важи дека има најмногу предавници по глава на жител и дека од тројца македонци едниот е војвода, другиот комита, а третиот кодош, равенката тогаш е многу едноставна. Предавници плюс кодоши еднакво удбаши, цирка пола население му доаѓа тоа. Па како тогаш, министре, нема удба во Македонија кога пола населението е удба, бе? Да не зборам од дуи што се суди и муди и што порано биле на листата на удба, бе. Ги знаете, сите се правите мутави. И што е својствено за удбаши? За нив е императив се и секого во секое време да продадат заради лична корист, демек штитејќи државата. Дефиниција par excellence. Да повториме. Удбаш е некој кој е подготвен да предаде, искодоши, па дури и лиши од живот и имот друго лице, при тоа бивајќи убеден дека работи за доброто на државата и службите на државата. Ако може ова ви звучи нешто познато, нели? Значи го сменија името во име на државата и службите при тоа се убедени дека го прават тоа за државата, но на штета на другото лице, во случајов народов кој полека го губи и животот и името. Дали лажам? Ја мислам, не. Ај вратите се сега уназад да видите што се ве убедуваа во интерес на државата, а цехот го плаќате вие граѓаните, односно сите ние заедно. Дали државата ви ги плаќа новите пасоши? Јок. Дали губите здравје и пари? Да. Па по што се разликува онаа удба од оваа наша црна судба? По ништо. По ништо. Лоп лоп лоп, машки стап, лоп 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 лоп, машки стап. А плюс службите си тераат со разни криминалци што добиваат пасоши, па со разни плачовци, палчовци, плачковци што убиваат деца и кога уште не. Кој знае каде ќе заврши таа приказна? Од старите сме слушнале дека некој удбаш го отерал некој чесен човек на Голи оток само за да му ја напучи жената. Го пратил на Голи оток за да му ја напучи жената. Да го збарди се додека тој чука камен на Голи оток. Од снимките на Зајко, звани Жуто Комбе, слушнавме како модерните удбаши ги праќаат мажите по задача, додека им ги напучиле жените. Ги сакалдисти сотреле, море. Намади на голи мазни бричени, ги клаеле, ги напучиле. Исто бе, исто ко порано, исто фашисти, комунисти, овдека се вика СС, овдека се вика Free Sex. Исто бе, проблемот е што удба живее во секој македонец како варијанта за успех. Така удба ги формираше левите партии во Македонија. Па кога виде дека нема да може вечно да владеат, бидејќи се како штаплери и лопови, ги формираше и десните партии во Македонија, па и партиите на центарот. Ај видете дека во основачкиот одбор на секоја партија во Македонија има по еден удбаш, бивш полицаец, така е модерно да се каже, а ако нема полицаец, има кодош со досие. Ако нема кодош, има некој Александар Антич од диаспората, од швицарска. Сума сумарум, не постои политичар кој не прошел низ рацете на службите, дел нашите, дел од овие од калето, ама удба си е удба, бе, таа е вечна, неуништива. Никој не може да ја напучи удба.
Удба ги пучит жените на овие што ги праќат на голи, ама удба никој не може да ја напучит! Никој! Таа само го напучуит народот кај стигнет. Затоа, министре, сите сме удба, сите сте удба. И знаеш, вистината во што се состои, дека удба се уште постои. Да живе удба! Удба е наша судба. Лап лап лап, машки стап. Рап тап 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 тап, машки стап. Тирарарам, парарарам, пар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 ам, рам пам 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 пам. Пам пам пам. Лап лап лап, машки стап. Лап 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 лап. Лап 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 лап, машки стап. Удба мора да работи 24 часа. Денеска нема да ви правам воведи, нема да кажувам алегории, нема да бидам сатиричен, нема да правам шеги на име на власта, нема да ја споменувам опозицијата. Денес ќе дадам еден епохален предлог. Ќе го образложам само со една реченица, пред да ве повикам да ме поддржите и заедно да го направиме голема народна акција која уште еднаш ќе покаже дека македонецот не е само колнач, туку патриот. Свој на своето кој безусловно си ја сака сопствената земја. Барем ние што останавме, што си ја сакаме Македонија, покрај символите, кои што ги има една земја и кои се национални, ја требаше да бидат и државни, како жолтиот лав и сонцето од Кутлеш, секоја нација има личност која ги поставила основите на националната кауза. Кога веќе во еден друг клип зборувавме дека сите народи околу нас и се повеќе се плашат од нас поради синдромот Александар, сепак ние мораме од стотиците македонски дејци низ историјата да го одбереме најзначајниот. Од овие предавнициве, после Ацо што му е растурирала империјата, никој не заслужува да биде спомнат. Исто ко некои денешни пратеници, например. Самуил е окей. Ама некако тажна му е приказнала. 14.000 ослепени, кои ден денес креираат слепци и кусогледи, едноставно не одговараат на македонскиот лик за нацијата. Потоа се ликови како Карпош го наденале на кол. Добро се. Многу дејци, други револуционери, борци за слобода, од кои мнозинството не дочекале старост, но и тие биле епизодисти во македонскиот од пеколо до создавање држава. Па Втората светска војна, во која сериозен кандидат е Методи Антонов Ченто, првиот председател на Македонија, кој ги има сите атрибути да биде македонски национален лик, предаден, малтретиран од комунистите, вистински македонски маченик. Од овие новиве некој ќе рече Тито или Киро? Тито. Киро. Тито не е македонец. А ние не сме кој некои соседни народи, националните херои да ги земаме и да ни ги ставаат со кралска уредба. Кога било време да ни го стават, не ни го ставале, а сега фала, некои други се обидуваат да ни го стават, па сами ќе се избереме. Еве вака, со патриотска иницијатива. Киро едно време беше окей лик, веројатно заслугите за немање војна во Македонија и непродавање на македонските национални интереси му се огромни. Дури атентат му направија поради тоа, но сепак мислам дека ќе го држи второто високо место со Ченто. Потоа само Борис Трајковски е така да го споменеш и толку. Ако ги земеме овие новиве од осамостојувањето, констатацијата ќе биде во стилот на големиот Горан Стефановски. Македонија ќе имаше повеќе фајде ако татко им ги истолчкаше на камен, нели, тоа е уметничка слобода, ама на некои би требало да бидат истолчкани и во американски тој Форкенев, затоа што 30 години тамо лижеа неистолчкани. И на крај не усреќа со нивните големи историски одлуки и нивното ограбување до коска на Македонија. Гледате, дека името не им го споменувам затоа што не сакам да го поганам видеово. Дали еден ден ќе дојдат подобри од нив, дали може би на следните избори ќе дојдат и подобри од нив, ќе видиме. Но ова досега што беше да се поплукам, било и да не биде повеќе, да не се врати, ама нив да им се врати. И конечно, еве го мојот предлог. Јас, Сашо Тасевски,
предлагам, од овој момент, секоја македонска куќа, секоја фирма, секоја сала, секој објект во земјава и ширум планетава на централниот зид да закачи слика од нашиот еден и единствен Гоце Делчев. Националниот Гоце, македонецот Гоце, Гоце кој го разбираше светот како поле за културен надпревар меѓу народите, кој беше лидер и водач и го даде животот за својот народ и својата земја, за секогаш на овој начин да биде во нашите срца и во нашето македонско око. Сликата на Гоце да биде за секој од нас, да ни дава сила и храброст, мудрост и истреност и верба дека Македонија ќе ја има и да не подсетува на неговата голема мисла. Јас не сум видел народ кој има повеќе предавници од македонскиот. Затоа Гоце треба да биде на сите мајци, реквизити, знамиња на македонската фаланга. Гоце да биде на секој освежувач во автомобил, Гоце да биде во името на нашите кафулиња, нашите производи, на нашето секојдневие. Ни го земаа името Македонија, ни го земаа поимот македонски, да не дадеме да ни го земат и Гоце Делчев затоа што тој е наш, а тие сакаат се што е наше затоа што најдобро така ќе не снема. Нема, има да не има, јас почнувам прв, Гоце ќе стои тука и во срцето за секогаш. Ајде, македонски народе, за какви идеи си ти, да го ставиме Гоце во нашите мисли, душа и срце на нашите гради и секој зид нека го краси сликата на Гоце. Излези, момче, право на тераса и поздрави ја Гоцевата раса. Кренете раце високо горе, наше ке биде и Солунско поле. Какао! Лап, 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 мошки стап. Лап, 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 мошки стап.